вечер во ново издание на Политиканти, сезона 4, епизода 7. Јас сум Сашо Ордановски, со мене во студиото е... Јас сум Боријан Јовановски. Добро вечер. Денеска јас и Боријан ќе бидеме сами во подкастов, тоа значи дека ќе имате 60 на минути, ќе се обидеме да анализираме актуелни теми кои што главно се врзани пред се за изборите во Македонија, меѓутоа и она што се случува малку по светот, бидејќи ние сме станати една така помалку провинција која што практично ништо друго не ни интересира осим ова што ни го соопштуваат од партиските говорници, особено за време на избори. А сами и дека не сме се виделе оваа неделата, Сашо, неколку неуспешни обиди имавме да се видиме. Да, не се видовме. се утнуевме. Морам да кажам дека ти си причината најголема за утките, али си растрчен да беме од страни и така. Така што ова ќе биде наприлично некоординирано. Ние Боријан во суштина многу и не се координираме пред емисиите во смисла се што ќе збориме баш и така. Генерално онака се договараме. Оти луѓето понекогаш мислат дека кој знае какви конспирации спремаме која ќе викнеме гости. Тоа сум забележал и многу интересно какви се перцепциите за тој тип на размислуваш нешто и раскажуваш во разноразни социјални прилики и после ќе излезе нешто од ово политички од Брисел или од Вашингтон и после тоа као муабетов тебе уствари ти го имаат кажано. И тоа неразбирање дека уствари ги размислуваш, ги обмислуваш, ги перцепираш работите така како што ги перцепираш. Тоа е една културолошка матрица која Добро, види да ти кажам сега. Ние имаме и нешто што енглески се вика working our sources. Ние имаме извори кои што повремено, мислам, за различни области пиеме кафиња. Мислам дека има попуштено простата од пиење кафиња последните 30 години. Така што не сме баш... Знаеш, кога ќе ме прашаат, добро, што е твојата дефиниција со што се занимаваш, понекогаш на шега знам да кажам, види, јас се занимавам да знам 2% повеќе од сите други што знаат, 3 дена пред другите да знаат. И тоа е една мала маргина на која што 40 години правам кариера, бидејќи види, нема ти да дознаеш ништо спектакуларно, не знам што, туку 2% повеќе, некоја нијанса повеќе и така. Не, ја мислам дека види, еве, на пример, митото околу разузнавањето. Не знам дали си забележале шпион, па сега као информација. Па види, не, разузнавањето, впрочем и новинарството, аналитиката е. Проблемот е да знаеш да ја ставиш информацијата во вистински контекст, а не да ја толкуваш, како кажам, како овие на почетокот на човештвото, не громот се, од кај доаѓа. Мислам, ако го немаш знаењето за небото, земјата, сончевиот систем, облаци, кумулуси, како тоа се, тебе громот кој знае како ти изгледа. Треба шамани да ти ги толкуваат. Да, и тоа е многу еден интересен момент. Да, мислам, контекстуализацијата на информација, дека информација може, на кратко истина, секој може да дојде до информација. Мислам, ако земе информација како информација. Мислам, тебе може да ти раскаже некој све и свашта, да те наполниш, се вика, со информации и да ти биде каша по пару глава после. Јас имам една кратка дефиниција. А имаме, впрочем, и знаеме такви луѓе. Како да не, повеќето се со каша во глава. И после гледаш еден општ хаос во главата. Имав еден пријател од... Види, овие поновиве генерации не знаат дека во 90-тите, особено пред бомбардирањето на Југославија од страна на НАТО 99-та година и така натаму, Скопје беше во смисла на концентрација на дипломати, разузнавачи странски и така натаму, како Лисабон меѓу двете светски војни. Да, и Виена. Не само тоа, и Виена, која е нон-стоп таква, која е као неутрална, бидејќи во Виена има едно правило, сите може да шпионираат, ама не да шпионираат Виена. Така што таму еден пазар не види. Виена е митинг поинт. Така е. И имав еден пријател од ЦИА, кој што долги години работеше на Балканов и така, кој иначе е починат пред 2-3 години, еден прекрасен човек и така, и ќе се сретневме повремено, се среќававме нормално.
неколку пати у годината бараме така и му викаме, бе, слушај сега да не му го кажам името, што бараш да разговараме кога вие знаете све? А он ми вика, Сашо, ние знаеме све, ал не знаеме зашто. И тоа е ова дефиниција за ова. Сашо. Ти можеш да имаш милиони информации, ама зашто? Види. Е всушност контекстот и анализата. Ја не сум бил во ЦИА, ама сум бил, например, во Шпигел. Редакцијата. Добро, има разлика меѓу ЦИА и Шпигел. Има голем. Што ми е муабетот? Види, ти имаш новинари, редакција, кои прават истражувања, вакви, такви, онакви, анализи и така натаму. И имаш, не е тоа редакција, туку е еден оддел во кој работат луѓе, например, доктор, човек со медицински факултет. Да. Или луѓе културолози, социолози и така натаму. Затоа што едно е да имаш информацијата, например Македонија. Ти мора, за да ја направиш анализата, ти треба да го познаваш менталниот склоп на општеството во кое таа активност или што и да е дејност за која си добил информација се случува. И во таа смисла совршено добро ова што ти го кажал човекот. Се разбира. Значи не е работата да знае, сите знаат се, ама зошто? Да, зошто? Така е. Дека пази сега пако погода ќе ми ги кажат овие ги гледа, сега пази немој на телефон ова, немој на телефон, немој овде да ако слика. Колку го интересира тоа се дребули, човече секој доаѓа до разноразни информации, особено сега во оваа дигитална ера. Контекстите се важни. И тоа е тој deep knowledge, вистинско знаење на нештата. И се тука, ама кај нас се уште нема критериуми каде што тие граници се одредени меѓу оние кои се како да логореични, кои лупетаат информации, кои во нивниот како кажам празен простор неисполнет со знаења по општи се прави една калакурница. И таа се после во јавноста се лиферува, се разбира, и таа дополнително сноубол ефект има, не знам. Види, сега што е право, мислам во Македонија има луѓе кои што знаат да прават анализи и знаат да ги постават прашањата зошто и да добри одговори за тоа. Дел од нив работат и во тајниве служби, бидејќи па на тајните служби тоа има и работа. И они не е само работата да собират информации, туку да ги протолкуваат зошто се случува нешто што се случува. Тоа е клучот на успехот, мислам на ефикасноста. Луѓе кои што се навистина врвни во таа работа, меѓутоа знаеш како потоа доаѓаат на сервис на политичари, од кои што најголемиот дел, особено овие нови генерации. Знаеш, ние имаме секогаш некаква тенденција која ќе остариме малку, па мислиме дека све било подобро порано. Меѓутоа, навистина новиве генерации се поплитки и поплитки во смисла на не се они виновни, тоа не значи дека се глупи, него едноставно начинот на кој што ги размислуваат и ги заклучуваат работите ја нема длабината која подразбира познавање на истории, познавање на одредени контексти, познавање на односи кои што не се само до табановци, туку и потоа таквите политичари, такви ги има сега со лопати да ги ринеш на вистина, стануваат цел на разноразни манипулации кои и се релативно лесна цел, бидејќи види не е тешко да импресионираш некого кој што нема моќ за анализа. Тој може дури да знае повеќе работи од тебе, меѓутоа не зна да ги анализира. Затоа, Боријан, да ти кажам право, јас оддамна веќе имам направено селекција со години што следам, што не следам. Значи, ова безвезни губење на сати, денови, месеци и години по социјални мрежи е апсолутно безвредна работа за нешто ќе закачиш, но дури и кога не ги следиш тие важни работи, стигнуваат до тебе, најдели на друг начин. Тука не согласувам со тебе. Добро. Мислам дека оваа дигитална ера нуди можности да дојдеш до навистина до многу информации, многу повеќе од што ние сме можеле да дојдеме. И во таа смисла мислам дека и социјалните, вклучително и социјалните мрежи, може да бидат многу корисни алатки. Прашањето е како ги употребуваш.
И зашто? Инаку они знаат, ти, не знам дали си го, имам можност да го пропратиш истражувањето на, како се вика, работи, нема врска, истражување во врска со онаа трагедија која се случи кога русите во Донецк удри авион го срушија, со не знам колку жртви заврши. Буквално, со помош на социјалните мрежи, ги лоцираа луѓето кој, каде, кога, што бил. Не, ама не е тоа со помош на социјалните, ги анализираа комуникациите на социјалните мрежи. Имено. Па од тоа донесува меѓу другото заклучоци, не само тоа. Имено. Не е спорна таа. Не разбираш. Да, не е спорна таа корисност. Останува клучно прашањето. Види, алатките ќе се менуваат, едноставно ќе се менуваат, тоа е еволуцијата. Но она што е константа е наобразбата, интелектот, познавањето, умењето да се стават работите во контекст. Тоа е константа од памти века. Види, на секоја тука има една забуна кај користниците на и на АИ ќе отиде и на ова ќе отиде, све знам. Ништо не знаеш. Види, секој прв час средба со студентиве, секоја година се тоа барем 2 генерации и така натаму, па на 2 универзитети уште и да речеме 4. Едно од константите ми е дека што они го доживуваат како шок, дека на универзитет не се доаѓа за да се дознае, да се научи знаење. На универзитет се доаѓа да се научи методологија во таа наука за која се определиле, за тоа како да дојдат до знаењето. Иначе ова има повеќе знаење отколку што било кој било професор може да им го пренесе. Ако не ја научат методологијата, тоа ти имаш на интернет се. Ама мораш да знаеш методологијата како да стигнеш до вистинските информации што се корисни за тоа што тебе ти треба. И тоа е еден длабок процес на разноразни селекции и така натаму, и сега бидејќи се разбира дека 99% од луѓето ги немаат тие методолошки, па и не им ни требаат во крајна линија, тоа е едно големо губење на време ако не знаеш како да стигнеш до вистинските информации. Не говорам ја за експерти сега, разузнавачки служби или не знам во одредени науки, високо квалитетни кадри кои се барат и така натаму. Општата јавност ги нема тие познавања и затоа сега опасноста е да потонеш во тоа. Тоа не е ни море, тоа не е ни океан, тоа е водена површина од кој знае колку океани од глупости за да стигнеш до нешто што е вредно. Имав прилика, но страшно ми е криво, тоа остана во архивите во А1. Правев една репортажа на Оксфорд. За Оксфорд. Одеше во таа моја емисија Еврозум. Нели 30 минутна репортажа со која имено се занимава зошто е Оксфорд, зошто е не знам од кога стално е у топ 5 универзитети во светот. Стварно е, тоа е тоа. И гледај што е интересно, инаку да ти кажам, во библиотеката, што се има, и ми викаат има се. Како викам, мислите, има се, ми вика. И влегувам, го пребарувам Мето Јовановски, татко ми. Нормално, сите преводи негови од расказ, роман, што е преведено, таму постои. Го наоѓаш. Да, се разбира. Што ги учат? Ги учат, вика вака, студентот може да на испит доаѓа со апсолутно може да дојде со било која теза сака да дојде. И тука него професорот не го учи ова е вака. Клучот на успехот е во наобразбата да знаеш да дојдеш до релевантните информации и да ја направиш аргументацијата со која ти ќе ја браниш твојата теза. Тоа си вика методологија. Да, тезата твоја која сака нека е. Да, може да е и погрешна. Нема табу ту по таа смисла. Повели. Он не ти вика, земјата е тркалезна. Ти ако имаш теза дека е рамна, да видиме аргументи. Повели, објасни го тоа.
И оценката тебе ти е за објаснувањето, не за тоа што ти ќе речеш професоре, тркалес да и професорот ќе рече браво, точно, еве ти 10. Не го интересира, тоа е, како ти кажам. Да. Многу интересно се разбира, имаш методологијата, но ги имаат и сите ресурси за да можат нели да прибават каква сакаат литература. Слушај, како помлад сум живеел во Оксфорд, не многу, 1-2 месеци, и баш тоа ми беше интересот. Како таму се образуваат луѓето и така натаму, и тоа е next level. Тоа одека не можеме да го... Тоа е next level и види, такви има веројатно 20 на универзитети во светот, не повеќе. Тоа е на Ivy League и така натаму, и се знаат кои се тие, и тоа е тој next level каде што ти во принцип после одредени години професорите не држат предавања, туку ти вика следната недела ќе се видиме, ова е книгата која ќе ја дискутираме. Да, и ти дава книгата и потоа дискусија по тезите на авторот, тоа не се случајни книги, се разбира, избрани книги и така натаму, меѓутоа ти ги дискутираш тезите на авторот со професорот, откако оти не е доволно само таа книга да прочиташ. Таа книга има веројатно 500 референции, треба да знаеш кои се клучните 3-4 други референтни книги и така натаму. Потполно на различен начин поставено образование. Ова ЦГФ Мобил го преме за да собереме и публика во живо. Еве ќе дојдеме до кај до 300-400. Сега ми се врати. Една има таа е онака антологиска Оксфорд дебата, меѓу другото Оксфорд форматот на дебата е многу познат. И Кембридж. И двете имаат редовни дебатни клубови. Има една дебата која не трае некои 2,5 сата, дали постои Бог. Такви и сега нормално дискутираат интелектуалец свештеник и интелектуалец атеист. И тоа е, како кажам, стварно... Види, на таа тема, да речеме, прочуен беше Кристофер Хичинс, кој што почина пред 10 години и така натаму, кој некој спиел кај мене дома. Да не ти кажем колку виски спифе таа вечера, ама ме поблади со уште еден друг драг пријател инглес и така. И тој беше прочуен за тоа, мислам, баш застапуваше. Добро, Боријан, еве на пример од овој аспект што го збориме. Малку луѓе во Македонија сваќаат дека, да речеме, предизборните дебати во суштина не се многу важни за резултатите на изборите. Ово кажам во контекст на оваа дебата која покрена, се разбира со право, веројатно, многу спротивставени ставови, навивање и така натаму помеѓу Орце Ѓорѓиевски и Амар Меценовиќ за што се одви на кај беше на Канал 5. Така и така. Меѓутоа постојат многу студии, и тоа баш онака многу студии, кои што покажуваат дека всушност резултатите на дебатите, освен ако не се случи нешто спектакуларно, како што да речеме Бајден ментално се распадна на последната дебата со ова, едноставно не можеше да доврши реченицата, бидејќи се изгуби. Ако нема тој тип на спектакуларни распаѓања, а тоа ретко се случува, бидејќи таму подготовките за дебати се страшни, они во суштина, сега говорам за америчката политичка сцена, која е една од најиндустријски развиените во светот и сите се обидуваат да копираат и така натаму, они во суштина не менуваат многу од изборниот резултат. Зошто? Затоа што гледачите тие што сакаат да ги следат дебатите, веќе во принцип доаѓаат со став за тоа кого ќе гласаат. И они не се, многу мал процент од тие што ги следат дебатите се всушност некакви неопределени кои во последен момент решаваат и така натаму. Има и такви, но тие се релативно беззначајни како број. Освен ако не се случи нешто спектакуларно како ова што го збораме така. И докажано е со многу студии. Навистина многу студии, бидејќи тоа сум го следел, меѓу другото тоа и социологија, и комуникологија и така натаму. Дебатите не се... Тие може да бидат интересни, се разбира, може да бидат здодевни, може да бидат... Бидејќи ти во суштина, знаеш како, никој не доаѓа на дебата за да открие нешто ново од учесниците во надпреварот. Тоа може да се и 7 кандидати, може да се и 2 кандидати. Сите доаѓаат во дебата да направат поенти и да евентуално го надзборат противникот со некои штосеви и така натаму. Може да го навредат, може да го провоцираат и така, тоа е се битно. Говорот на телото е многу важен. Луѓето, според истражувањата на наукава со која јас се бавам, само околу 6-7% од тоа што се зборува останува како памтење за публиката. Околу 30%, значи ова се научни
овој студии, многу, околу 30 на 36%, ако не се лажам, сега не памтам директно, е начинот на кој што говориш, тоналитетот, дикцијата, силината на гласот. Ако гледаш, затоа таму никој не седи на дебата, сите стојат. Дури кај нас во студијата веќе има овие барски столчиња. Зошто? Бидејќи начинот на кој говориш ти ја одредува овај кажија диафрагмата. Диафрагмата притиска врз белите дробиви, а белите дробиви ти овозможуваат полн здив за да можеш да ја довршиш реченицата. И негде околу над 50% е говорот на телото. И затоа во дебатите многу е битно што правиш и кога противникот говори, а ти како се однесуваш со говорот на телото и така. Види се што е право, држиме обуки за тоа, па тие работи ги знаме и од тој тип на... Така што, еве, конкретно со оваа дебата во која што веројатно најголем дел од луѓето се согласуваат дека Меценовиќ излезе како под наводници, кажем, губитник во дебатата и така натаму, не мислам дека многу ќе влие врз неговиот резултат на изборите сега во недела. Тоа е моето мислење. Види, добро, окей, јас имам едно мислење дека сепак има еден процент на во гласачкото тело кој, да речеме, кога ако си во дилема за кого да гласаш, дебатата може да ти влијае. Боријан, во каква дилема да бидеш помеѓу Орце и Амар? Не, која дилема ти постои? Или неќеш да гласаш? Немој да мислам. Сакам да ти кажам, истражувањата покажуваат дека меѓу знаеш како меѓу Трамп и оваа кажија било кој, нема многу луѓе со дилеми што бъдуваат. И Сашо, она што го видовме тоа е друго се, ние може да го анализираме, да. Вака сега, мојата перцепција е дефинитивно едно уништување на формат на институтот соочување предизборно, затоа што тоа личеше на се, само не на дебата. Се разбира, вклучително и тој што ја водеше дебатата, тие се многу скромни неговите способности и капацитети да го менаџира тој тип на институти, бидејќи ти многу добро знаеш, и дебати се водат, тоа не е. Се разбира, има правила, има апсолутно, мислам, тока клучни. Значи таму прво немаше тема. Апсолутно немаше тема. И тоа е таа епизода е еден, како да ти кажам, еден дефинитивен крах или крај на една идеолошка конфузија транзицијска која трае 35 години, вклучително и начинот на кој е спроведена и оние кои учествуваа во неа. Таму се судри еден радикален конзервативизам кој го застапува Орце во една форма и во еден израз таков каков што го видовме, што е вака една врвна демагогија. И тоа е по мене конзервативизмот во голема мера. Сам гледано од мојот либерален аспект, се разбира. И од друга страна, со една идеологија која е очигледно во надоаѓање, но која не е дефинирана. Но тоа е новото. Имавме клеш, судир на две генерации. Ја на сите им го препорачувам да го гледаат, ме импресионираше. One Battle After Another, со Леонардо Ди Каприо, новиот филм. Тоа е темата на филмот. Илустрирана преку една радикализирана варијанта на трампизмот и радикализирана варијанта на ова што се нарекува левица. Тоа е судирот. И дури ја покажува и таа генерацијска, та диалектичка нишка, дека тоа не престанува тој судир. Но во овој случај, ние гледаме како една идеологија, каква што е оваа на ВМРО,
која уствари не е идеологија. Таму нема идеологија. Таму има гола желба за власт и тоа е се од амбиција. Таму нема амбиција за... Нема визии. Не постои. Тоа има визија за собирање на сметот. Нема. Пошто целата дебата се сведе на тоа како ќе се собираат Тоа е јубрето. иронијата што ние во месец ден на изборна кампања се што знаеме е дали ќе се собере ѓубрето или нема да собере ѓубрето. Што е поразително. Тоа е крај на идеологиите, нема повеќе идеологии. Види. И друго, треба заборе, многу е тоа е цинично и циничното во целата работа и таа болката и фрустрацијата кај нас. Види, се од оваа перспектива, Сашо, дуелот Лјупчо и Бранко Црвенковски изгледа као суди, дуел на титани. Добро, ама тоа е акцентот од оваа перспектива. Оти тогаш кога ја гледавме и тогаш бевме како да кажем шокирани од одредени нивоа во смислата на аргументацијата и комуникацијата. Некои работи овде ти не препознаваш идеологија. Нема идеологија, да. Не препознаваш, нема ни контури. Убава е темава за разговор, има и сериозни политички аспекти. Види, ние сме едно несериозно, некапацитетно општество, иначе кога би биле сериозни после завршување на изборите, би се направиле практично барем еден напор на истражување како што се прават пред изборите за кого ќе гласате и така натаму, за тоа зошто некој гласал за некого. Ја можам да ти кажам дека ако се случи, и тоа пак го кажувам врз основа на научни анализи, не го кажувам врз основа на мои симпатии некакви, ако се случи Амар Меценовиќ да изненади со победа, дел од тоа ќе биде и затоа што е позгоден од Орце Ѓорѓевски. Овие сите, не мислам ова да не ме сватат погрешно, ја не се обидувам да ги навредам, да ги... Овие сите вицеви, штосеви, не знам колку интервенции графички за фризурата да оце. Види, јас сум човек, ти за разлика од мене имаш коса. И ја би можел да терам од лево на десно и така ако решам да ја пуштам. Мислам, делува духовито, смешно или дури можеби лоша шега, меѓутоа ти гарантирам дека денеска во меѓународните, види, тоа е таа селебрити култура. Значи ти немаш шанса да влезеш во американска политика ако не си згоден, маж или жена. Тоа едноставно ако си тоа е научно докажано, мислам да се разбереме. Тоа им ги дига. Па Трамп знаеш ли колку се труди да изгледа згодно со фризурата, па троши веројатно 2 сати дневно на фризурата. Сакам да ти кажам дека тие се но ајде да речеме дека види кога би направиле сериозно истражување и кога би направиле еден сет од 30 на прашања зошто гласавте за Амар или зошто гласавте за Орце, затоа никој овдека не финансира, не дава парти, ти гарантирам дека и такви аспекти кои што се чинат дека се неважни или се вака како некаква анегдотална форма, многу влијаат. Ние живееме во време на селебритис. И тоа ти е идеализирање на овако. Сашо, овде има суди на племенски заедници. Не. И при тоа нема тука не. И како ти кажам, кој да беше кандидат. Значи ти кажам кој да беше кандидат. По мене Орце ќе победи. Така ми стојат работи. Ама има зошто? Добро, окей. Има зошто? Затоа што таа партија, тоа ВМРО, клиентелизмот го издигна на едно ниво од кое се разбира, ќе падне, ќе искрши глава, Ај сега сериозно да разговараме. Клиентелизмот е тој што... Ајде сега сериозно да разговараме токму за ова што го кажуваш. А тоа е зошто Амар Меценовиќ се препознава како нов ветер во левица. Види, кога левица е пред 10 години основана, таа е веќе партија која што има и одредени капацитети и така натаму постигнува резултати и сето тоа во ред. Меѓутоа во принцип кога ќе ја направиш анализата на потенцијалот на левица, а тоа е ова како да кажам помрднување што Амар го прави во однос на Апасиев, ние токму разговараме за тоа која е гласачката база на која се обраќа левица.
Види, во Македонија има негде околу 800.000, значи левица е, ајде прво да кажеме, нели, антиимпериалистичка, работничка, класно определена, правата на граѓаните, не се ни граѓаните, него работниците и така, па со сите додавки на овие посилни националистички изблици кои ги имаше до пред известно време, додека не се најдоа и вакви кандидати какви што им се овие што влегува во парламентот или како што е самиот Амар Мециновиќ, така што тоа стиша една линија на еден еклатантен македонски национализам кој таму се негуваше пред се заради овие, како да кажем, политиките на Апасиев. Меѓутоа види, ти имаш 800.000 активно население во Македонија. Од нив негдека околу 13% се невработени. Од нив негдека околу 20.000 работат во тирзовите. Тоа се овие каде што ти практично и не можеш да интервенираш, бидејќи се тоа меѓународно дозволени операции во Македонија, од кои Македонија, патем биде речено, нема никаква голема корист, освен што нели луѓето примаат плати таму пристојни така натаму. Земјоделци се околу 170.000 земјоделски семејства. И потоа имаше еден сектор на јавна администрација кој што е меѓу, да речеме, 130 до 150.000, тоа се сите овие образование, здравство, општини, администрација и така натаму. Види, значи земјоделци, државна администрација, луѓе кои што се блиски во семејството до нив, се е тоа клиентела. И сега, кој ќе излезе високо идеологизирана партија, како левица, која ќе се застапува за таја, има во суштина релативно мал број на гласачи на кои се обраќа. Добро, нивната цел се младите, бидејќи младите не се уште така, да кажем, клиентелистички определени како нивните родители и другите делови од семејствата. Меѓутоа, ВМРО, СДСМ, другите партии имаат многу поголем гласачки потенцијал кој го гаѓаат, особено кога на тоа ќе го додадеш национализмот. Што сакам да кажам? Затоа левица ќе мора да се многу да се промени, доколку Амар Мециновиќ победи на изборите, шансите не се непостоечки. Второ, ако Амар победи на изборите, тој е крај на СДСМ за догледно време. Особено со ова раководство. Значи, наредни 5, 6, 7 години, тоа ќе зависи по оваа трансформација во левица на каде ќе тргне, ако се случи, затоа што СДСМ повеќе нема, тоа го зборевме минатиот пат со Мичо и со Мечка, значи нивната клиентелистичка база е толку строзана, дони не може да одржат митинг во мало место, бидејќи нема партиска база веќе на која ти можеш, они ќе освојат, сега имаат 3 пратеници, еве, ако се многу успешни, сега се надпреваруваат во 17 општини уште за не знам што, ќе освојат, да речеме, уште 3-4. Еве, ќе имаат 7-8 општини, и тоа се општини од типот на, нели, освен центар, тоа се главно овие помали општини поневажни за македонските текови и така натаму. Одеднаш левица, доколку се случи Амар Мециновиќ да победи. И затоа мислам дека ова што јас сега ти го говорам, мислам дека луѓето несвесно, овие што ќе треба во недела да гласаат, го моткаат низ глава. Они можеби не можат да го артикулираат низ аргументи, цифри и така натаму, но гледаат една шанса за вакво ВМРО ти што го збориш, да го детронираат. Не, така е. И да ти кажам, немој да мислиш дека не може да се случи спектакуларно изненадување. Да, шансите за тоа се далеку помали од колку Орце Ѓорѓиевски, благодарејќи на клиентелата, нели, и така натаму, да победи, но не се непостоечки. И ангажирањето на државната машинерија цела во... Види, и кога ни беше Амар гостин во емисијата, го спомна Зохран Мамдани, човекот кој ќе стане најверојатно градоначелник на Њујорк, бидејќи онака меле се пред себе. Видиш, тоа е таја во Демократската партија, така наречена демократски социјалисти. Тамо и оваја, како се каже, оваа Кортес, што е Александрија Окасио Кортес, сенаторка, што е сенаторка, мислам дека, или е конгресменка. Тоа е се резултат на одредени движења кои таму со децении се случуваат. Берни Сандерс е еден од главните водачи. Берни кој што прави, види, не кај Џо Роган, он прави, нема веќе митинг под 100.000 луѓе собрани. Треба да е некое мало место за да се собрат 30.000. Иначе митинзите му се, знаеш како у Чикаго, па тоа море од луѓе. Значи, но,
А самиот Мамдани, како што ќе мора и Амар Мециновиќ да прави, почна од пред 6 месеци да се откажува од радикалните идеи кои што ги има, кои што ги блебета како Апасиев што блебета ова идеолошки радикални идеи. Да речеме, ќе го намалиме финансирањето на полицијата. Сега веќе не мисли така. Напротив, вика, полицијата треба да и се додадат пари, бидејќи сваќа дека неговите гласачи бараат безбедност. Ќе воведеме бесплатни автобуски линии. Ало, кој ќе седнеш да испресметаш материјал, да, таму има многу интервенции, може да направиш, да бидат поевтини, да бидат подобри пристапи, ама не може да бидат бесплатни. Така е, така. Ќе има специјални продавници кои што за одредени категории ќе биде 30% поевтино од другите продавници. Види, не успее да објасни таа идеја, бидејќи нема објаснување. И полека почне да, ќе има, ама ќе видиме, ќе ова, ќе она и така. Сакам да ти кажам дека ако се случи Амар да навистина победи во Скопје, бидејќи тоа е, како да кажам, тоа е јаготката на врвот на шлагот на сите локални избори во Македонија, градоначалничкото. Ако победи Амар, тоа е старт на трансформација на општеството. Значи, тоа сакам да кажам и мислам дека голем дел од луѓето, без разлика моите симпатии политички, јас сум либерален, како што и се и ти либерален, и така што овие радикални опции, бидејќи таму има разни глупости, ќе излеземе од НАТО, ќе одиме со Кина, ова гробови на Енвер Хоџи и така да не спомнуваме, се од тоа ќе треба да се откажат. И ќе треба полека да почнат да рефлектираат на дел од гласачите на СДСМ, веројатно помладата. Бидејќи овие фалираа комплетно, овие потонаа до непрепознавање. Затоа се овие избори многу интересни и затоа јас прогнозирам дека иако има само уште 2 дена, дека оваа машинерија што стои позади Орце Ѓорѓиевски. Види, човекот се разбира бидејќи град треба да се менаџира, не е само град идеи, ова ќе преме, она ќе преме, тој во таа смисла има големо искуство, неспорно. И они всушност што покажаа, ама тоа не го ни крие. Они рекоа, ако сакате да бидете како Данела, ќе гласате за Амар. Па Александар Николовски отворено за Карпуш велеше и се уште вели. Да размислите за кого ќе гласате. Ако изгласате не ВМРО-вец во Карпуш, тогаш има општината да ви упропастиме. Од позиција на министер тоа ти го кажа. Тој Мицковски го кажа за град, за Скопје, што е крајно. И тоа е судир на 2 концепции во кои што Амар не е дека нема шанси. Тоа види, тоа мене ми е тезата. Јас не викам, на крајот краиштата види вака. Ако го сведеме ова на едно теоретско филозофско ниво. Па и практично. Амар е победник. Во секој случај е победник. Амар е символот на нешто ново, кое, како да кажам, кое го носи просто, диалектиката го носи. Нема како. Тоа е тоа. Орце и во тоа Орце што го представува, тоа си оди. Тоа е во заминување. Бројките, изборите... Те разбирам совршено, ама во политиката убаво и да победниш, не само да бидеш морален. Сигурно. Ова е како за да се забрзаат овие процеси. Амар е еден извор нов, кој, нели, кога ќе, јас не знам дали си имал можност да пиеш вода од извор, ама буквално од земјата, од каде што во Брајчиново планина има. Види, има песок, камчиња, бидејќи што туку излезена е од земјата. Потоа она се бистри низ другите текови. Но она доаѓа. А ова секнува. Бидејќи, пази да ти кажам, клиентелизмот, сме го разговарали и ова, може да се со буџетот може да правиш вакви или онакви маневри, вака да го тегнеш, да го превртуваш наопачки на глава. Во даден момент просто тој тип на идеологија, тој комплимент идеологија, тоа нема врска со идеологија. Не, некои од гледачи коментираат, тоа е еден сет на ниски удари, види. Тоа не е само идеологија, туку тоа е еден извежбан сет, бидејќи во таа партија нејзиниот габарит ги учи и они се сите подготвени. Ниски удари, што се ви, како кажам, преваранти, манипулации, се што треба ќе направат, ама на тоа другата страна, ако не е подготвена да одговори, останува под наводници во губитнички некаков статус. Еве ќе ти кажам уште нешто, Борјан.
Го одгледав целиот разговор на господин Апасиев, кој што гостуваше кај Мечка и кај Мичо. Мислам, гледам дека цифрите на гледано се огромни, бидејќи луѓето, тоа е резултат на ова што јас и ти го говориме. Има едно очекување во граѓанството, во нацијата, да се види кај ќе оди таа работа, бидејќи разбираат дека тоа е, ова ти што го кажеш, дека е тоа некаков нов извор од кој ќе се пие вода. Да. Види, Апасиев беше 2-3 сати на таа емисија. Јас слушнав, го гледам дека е омекнат по многу прашања. Се уште брблја работи кои што се онака изверглани од, да кажем, на ниво на Википедија. Бидејќи види, нема пострашно кога правник треба да ти објаснува демократија. Тоа е еден тунелски поглед кој ако не го разбиеш, па кога ќе го искомбинираш со подпредседател доктор, например, тоа е катастрофа. Мислам, доктори и правници се комбинација рецепт за катастрофа. Не мислам да го навредувам Апасиев. Сакам да кажам дека Амар не е тоа што Апасиев до крај тоа што го зборува. Или овој ќе мора да се менува во овој начин на кој што разговараме, или Амар ќе биде жртва на таа внатрешна партиска машинерија која што, знаеш како, Апасиев е неоспорниот лидер кој нема да си дозволи да биде променет од некој кој што тек 2-3 години има искуство во политика, дојде во неговата партија. Така што ќе видиме таа внатрешна динамика како ќе се одбива, но тоа е свежината која што доколку победи Амар во Скопје. Види, има и нешто друго што ќе го кажам, бидејќи јас никогаш пред избори не давам нити совети како да се гласа, нити па мислам дека е тоа на кој бил начин и така натаму. Меѓутоа, голем дел од луѓето, ај што имаше ниска излезност, голем дел од луѓето останаа дома бидејќи не мислеа дека немаат за кого да гласаат или други причини. Циници, како да кажем, разочарани, незаинтересирани, тоа е нормално. Не треба сите 100% општеството бидат заинтересирани. Па јас сум за белгискиот и грчкиот модел кај што со закон мора да се гласа. Да, види, мислам дека во светот има 12 држави кај што е задолжително. Грција раѓаш кај што си роден, ако си од Солун, си отишол во Атина, си фаќаш воз бидејќи е превозот бесплатен и си одиш во Солун да си гласаш. И Луксембург е земја во која што во Европа задолжително е ова. Меѓутоа грците одамна не ги применуваат казните. Бидејќи казните се меѓу 100 и 700 евра ако не се лажам, ако не гласаш. И има едно старо правило, кога е ден на избори во Грција не иди на туризам, пошто за Крче да се обраќаат, пошто сите они се негде доселени и раселени, се треба да се врати на некој остров од кој што дошол и така си правиме муабет. Но поентата пак ќе ја кажам. На овие избори сега, врз основа ова што го зборуваме, и тие што останаат дома, мислам дека имаат шанса да донесат одлука, дури и со овој тип на, како би рекол, ова во теорија се вика тактичко гласање, ама не е дури ни тактичко гласање. Ова е гласање за тоа каква сакаш да ти биде иднината. И мислам дека кога ние би биле зрела политичка нација, излезноста во вториот фршавачки круг би требало да биде поголема со овој избор отколку што беше во првиот. Нема тоа да се случи. Али се уште еднаш. Нема да се случи, ама сакам да ти кажам. Ќе победи. Прашањето е дали оваа генерација што сме живи сега сакаме после 35 години нешто ново или ќе оставиме тоа ново да го донесат другите и ние уопшто да не ги видиме придобивките на тоа ново. Тоа е отприлика дилемата. Инаку, пак ќе ти кажам, за мене нема дилема дека Амар е победникот. Амар како символ, во таа смисла. Он е далеко иначе од совршенство, да се разбереме. Да не збориме за... Има работи што не ги знае, има работи што допрва ќе ги учи и така. Меѓутоа изворот е кај него. Да, така е. Таа оваа водава што ја вика со малку песок, со малку ова кај него. И мислам дека он е вака еден многу автентичен репрезент на една голема група на млади во ова општество, која ја чека својата шанса. И она ќе дојде неминовно. Така што ова цинициве нема шанси, све, ништо не се менува, ова све. Тоа е една таква патетична, таков патетичен став. Значи, ти си небитен човече во историјата. Прашањето е дали сакаш да учествуваш во неа или не. Тоа е дилема. Тоа треба да си го одговориш. Она уопште не е гајле на историјата за тебе. Да, те разбира, се разбира. Инаку види, СДС и ВМРО по мене, они немаат тие структури, тој начин на функционирање, тие модели на
организирање на политичка партија е готово, тоа е пред крах. Колку и да триумфално изгледа ВМРО, Сорце, колку да они... Не изгледа, пошто падна у гласови како да кажам, повеќе од сите други, валда, мислам. Значи, Уопште се далеко од триумф, се сакам да кажам, иако убедливо ќе победат на локалните избори, ама тоа триумф не е. Тоа е пирова победа, некој збореше и така, и тоа баш однака пирова победа. И во таја смисла, Борјан, ми се чини дека овие локални избори всушност ќе бидат запаметени еве по ова што ние го разговараме. После 10, 15, 20 години некој ќе каже, види, пред 20 години имаше една шанса, ја пропушти. Имено. Тоа е, и така е. Така е. Ама историјата е таква. Никој не ти гарантира дека шансите што се појавуваат, дека пак ќе ти се појават. Треба да излезеш, да искористиш шанса која ти е дадена. Да, добро, иначе ќе си останеш и ќе си бидеш задња рупа на свиралу. Тоа сме го зборували и за Македонија. Ти имаш во меѓународните односи динамика известна која на еден мал народ му дава прилика да дојде до израз. Во 90-те години нас ни се случи една таква епизода и ние ја имавме таа среќа, нели? Сега повторно треба, мислам, да добиеме независност на државата, идеалите на нашите предци, што би се рекло во една патетична форма. Сега, го исцрпивме адреналинот кој таа победа го дава. Тоа, нели, независна Македонија и така, заврши. Сега сакаме таа независна Македонија да добие содржина цивилизацијска. И тука е фрустрацијата, бидејќи уште ја не сме ја дефинирале таа содржина. Па затоа што двете главни водечки партии во Македонија, сега веќе СДСМ не е ни водечка партија, мислам, без разлика од нешто тврдат, ние сме лидери на опозицијата и така, таа приказна, мислам, дека ќе тонесе повеќе и ќе ја снема. Тие со години пропуштаат шанса да практично се приклучат кон некои нови стандарди политички, само ги репетираат истите методологии, истите клиентелистички кругови, истите криминални зафати, дури без разлика кој е начело на партијата, веќе си уморен, едните се подобри во пиарот оваа сезона, другите бидеа подобри во пиарот другата сезона. И тоа е кој има повеќе пари. Да, тоа е меѓу другото и кој има повеќе пари, така, пари се има и така, овие остана од левици без пари ги остаја, меѓу другото. Меѓутоа, мислам дека желбата во македонското општество за нешто ново, види, не значи дека се што е ново ќе биде и добро на крајот. Ама побаво нека се појави за да се бавиме со него потоа на исти критички начин како што со овие стариве се бавиме. Така што ќе видиме што ќе се случува во вториот круг. Мислам дека е најважна оваа борба за Скопје. И ја гледам оваа, како да кажем, и таа се наметна како важна борба ова што се случува во Карпуш. Како што и предвидов минатиот пат, СДСМ дури денеска излезе со став дека никого не поддржува. Види, тоа е таква една распадната, една, како да кажем, една, значи во СДСМ, они као демекнивде гласачи се толку еманципирани што не треба им се каже, они ќе си одберат за кого сака да гласа. Абдали едни. Локални избори се, меѓу другото, и многу висока форма на математика. Коалиции, поддршки, особено локални избори. Значи, тоа, види, тој капацитет се да се могу имал како и ВМРО на многу високо ниво. Па и Пендаровски тоа отворено го кажува. Па и Пендаровски тоа го кажуваше така. И тоа е. И се тоа така една распадната ситуација, денес се излегува Филипчи, тоа да ти кажем да не беше оваа фотографија на Маја во Карпуш со Соте, не знам дали воопшто ќе излезе, да ги спровоцира и така. Така што тоа е една во суштина многу пропадната и разочарувачка работа, ќе видиме како ќе се одвива понатаму. Да, види, добро, со оглед на времето, колку сме Сашо веќе скоро сат. Види, мислам дека паралелно, тоа не смее да се занемари, се одвиваат интересни процеси во регионот. Апсолутно. На кои е убаво да се укаже, гледам стварно медиумите и се заглавија во тоа, па сега диплома имал, немал диплома, тоа е на Твитер одамна не сум пишал, тоа го пишав. Мислам, види, као сега тоа многу им е битно некому академскиот статус, дали има не знам колку, дали диплома. Пака, со таа работа расчистиме, професор Марковски, кој е пака човек
со искуство, професор, така натаму, со едно навистика завидно ниво на образование, доби 7000 гласа. Ете толку. Гора Марковски. Да, Не, чекај се. Тука не е проблем дали он има или нема диплома. Проблем е што кажува дека има или нема. Да, И тоа добро, е еден стандард кој што мора да се почитува. Значи, ако немаш диплома, ќе кажеш имам уште 2 испити. Да. Нема да кажеш имам диплома. Значи, инаку тоа не треба да се одрази врз тоа како луѓето, нели, ќе гледат на тебе и така натаму. Јас сум, да речеме, јас сум стигнал сега до врвни академски звања и така натаму, и нели аџант професор едно друго. Јас студирав вонредно 9 години. Да. Мислам, како да ти кажам, и затоа што умеѓу време работев, не застанав. И сега 7-8 години студирав, така што како да ти кажам? Некои наши такозвани колеги, доктори стана на науки. Тоа не зборам уопште што се случи, ама меѓутоа ти не можеш да не бидеш прецизен во таа смисла. И тоа е еден фаул, непотребен, мислам, непотребен им даа шанса на овие што се злонамерни да ти го. Не, сега се префрлиме на регионот. Види, ние ја споменавме во онаа епизода со Мечо и со Мечка и со Мичо, овој non-paper, ако може да го наречам, или документ кој го објави. Па е баш пейпер, не е non-paper, него е платформа. Кој го потпиша проештиот генерален секретар на НАТО, лорд Џорџ Робертсон. И таму многу јасно се наведува политиката на српскиот свет, кој е пресликан концептот рускиот мир, така наречен, како закана за стабилноста, безбедноста и перспективите на регионот. И ако можам да забележам, се случуваат известни процеси кои водат токму во таа насока на еден судир на оваа теза која се доаѓа од Лондон, дека тој српски свет треба да се присобере и да, односно, ако може да го нема најдобро. Наспроти овие проевропски и продемократски тенденции и како што можеш да забележиш, преку ноќ Додик исчезна од црната листа заедно со една цела екипа и вклучително и некои правни субјекти кои очигледно не му значајни. Како дошло до тоа не знам, очигледно имало некои пазари, но веднаш после тоа Додик се огради од Вучич. Да, тоа се вика нов пристап кон босанската ситуација од страна на американци. Значи, кој може да ја помогнати со разноразни секакви сделки. Таму има изделки, очигледно има изделки, но очигледно дека пораката до Вучич е многу јасна. Борјан. Дека тоа неговото мора да запре. Мислам дека е пресретнат јако и во Црна Гора со оваа операција со која сакаше повторно да се дестабилизира Црна Гора, затоа што знам од еден инцидент тепачка во која учествуваат двајца турци, па потоа излегуваат видеа дека усари не ја предизвикале они, дека други ја предизвикале, а од која сакаше да се направи една општа хистерија во општеството. Па и прилично се направи хистерија. Па се направи за жал, затоа што таму имаш политички партии кои апсолутно се, како да кажам, дел од таа матрица идеолошка на Вучич. Ако не и креирана од него, како да и она тоа ни самите они не го кријат во владината коалиција. Се разбира. Така што по мене тоа е еден позитивен тренд на демонтажа на таа идеологија, односно на оваа последна фаза на распадот на Југославија, ако можам така да наречам, бидејќи српскиот свет имаше токму таа тенденција да ги задржи Босна, Србија и Црна Гора и Македонија во некаков сојуз во кој е доминантна
се разбира Србија. Тоа што Путин го прави со војната во Украина. Во кој Мицковски учествува онака со широко отворени како же порти, иницијативи и средби и катастрофален начин. Види, ова во Црна Гора беше апсолутно еден производ на една хибридна закана. Нема никакви дилеми дека за тоа стојат српски, па потоа и руски, видејќи дестабилизацијата на Црна Гора, која е членка на НАТО, која што за некоја година би требало во Европска унија, го изведува тоа многу стручно, многу, како да кажем, потентно и така натаму се возбуди. Башка е една директна одмазда кон Турција, бидејќи Турција нели сепак со дроновите што ги даде на Косово и со целата незина позиција околу војната во Украина, односите со Русија и така натаму се многу згодна цел за напад, муслимани, агресивни и така натаму, и Турција има своја агенда во сето тоа, така што во Црна Гора беше изведено на сличен начин како што беше во Косово оној упадот воен со Бањица. Тоа е истата операција, за тоа нема шанса некој да ме убеди дека не стои бија. Значи, тоа да се разбереме. Сега, јас и минатиот пат говорев и сега ќе повторам. На тоа одговорот, јас мислам дека функционира, види, ти го имаш овој Трамп за кој сме зборувале, моите погледи се јасни за него, продолжува тој хаос што тој го произведува, денеска 3 пати се менува ставовите за кој сакаш прашање, во го на азијска турнеја, он практично целата политика кон Кина му крахираше. Кина излеза огромен победник во овој трговски судар, пошто на крај клекна овој Трамп на нозе и мораше се што побера Кина да целиот рикверс да го направи. Добро, нек се секираат за тоа, имаат таму доволно аналитичари и така натаму. Мислам дека постои еден слој на професионалци се уште во State Department и во разузнавачките заедница на Америка, таа е моćна, таа е стара, таа знае да преживее разни предизвици, председатели и така натаму, да не кажем. Ги разбира контекстите. Ги разбира контекстите, таму настрадуваат разни луѓе, меѓутоа мислам дека е Британија во таја смисла охрабрена да влезе со иницијатива на Балканот. Бидејќи Европската унија го нема тој кредибилитет веќе, да може да бидејќи особено во однос на Македонија, па и во однос на други држави кои што не се членки на Европската унија, а и на држави кои се членки, Бугарија, да не коментираме што се случува во Бугарија. Мислам дека британците се охрабрени да бидат новите американци, иако тоа ќе биде сепак во едно друго ниво и со еден друг процент на ангажираност, на Балканот во овој интеррегнум од неколку години, а многу важен интеррегнум од стратегиска смисла. Така што Лорд Робертсон практично има 3 поенти во својата студија. Првата поента му е дека они мора да влезат да се вратат на Балканот и да се активираат стабилизирачки, да го направат Балканот, да го вратат во фокусот believe it or not на Европска унија, па и на НАТО. Бидејќи крајната цел е сепак Србија да се освести каде припаѓа. И тоа ќе се таа битка е во суштина битката што се води во Белград, со сите криминални други елементи. Он оди и чекор понатаму, он вика ние треба да бидеме и посредници, па затоа меѓу другото и во македонско-бугарскиот спор. Да. Бидејќи он има релативно чиста историја, да кажем под наводници, се е тоа условно кажано. Многу интересно што ирскиот модел на образование го нуди. Меѓу другото, и затоа што имат огромно искуство, види, конфликтите со Ирска и со Северна Ирска и со целата таа приказна британска, со илјадници мртви, не знам колку децении, и потоа договорот што се постигна, тоа е неспоредливо, дури ни со овие наши ситуации, низ кои што поминавме и со сите војни. Мислам дека тоа таму беше еден многу подлабок и за тоа британците тоа го правевме тој име. Сепак со они стара империја која знае да пацифизираат одредени работи. И го знаат контекстот, уште еднаш да повторам. Види, овој документот започнува со тоа дека тоа што се случува на Балканот не останува на Балканот. Така е. Значи, тоа е точно. Тоа е она што британците многу добро го знаат потенцијалот на Балканот да произведува, да генерира непријатни ситуации насекаде по Европа. И сега околу Трамп и овие обиди да му се удвараат
еве, вклучително и нашиве, па гласали за Куба. Глупости. За ембаргото. Мислам, неверојатно. Види, Лорд Робертсон, он воопшто не му е дилема, он го пишува тоа како факт, дека американците го напуштија Балканот. Да. Барем за догледно време. Ќе видиме што ќе биде. Ќе видиме што, но види, тоа е тенденцијата. Да. Европската унија е дискредитирана. До известна се разбира. Со право. Во нашиот случај со право. Така е. Впрочем, тоа се случуваше и во распаѓањето на Југославија. Конфузна е, не може да се пофати. Различни интереси кои имаат различни перспективи, историски, економски, културолошки, така, вака е. Да, каша попара. И не може да заземе еден како да се каже, цврст став во однос на многу случувања на Балкан. Например, французите, нивната дипломатија не може никако да раскине со Белград што и да се случува во Белград. Не само тоа. Таа љубов е некоја, како да кажам, една, мислам, внатрешната ситуација во Франција која врска која ти ја следиш и повеќе од мене, бидејќи се разбира францускиот ти е мајчин јазик. А види, ова што се случува во Франција веќе се детронира од лидерската позиција во Европа. Тоа е голем проблем за цела Европа. Огромен. Да, бидејќи после Макрона, тоа говориме за година-две, шансите се таму е тотално распаднато, таму најверојатно имаме прилика да поразговараме по детали, да. Така што британците и американците гледаат дека Франција веќе не е тоа, а Германија е во растечка позиција. Инаку, сме го говореле тоа. Американците, особено во Македонија, ги донесоа британците по почетокот на 90-те години. Не самиот Вашингтон. Британија го процени значењето стратешко на Македонија. Добро, за тоа не се согласувам до крај за тоа. Добро, може и за тоа да говориме, но пресното се случи кога во Единбург ја тргна декларацијата од Лисабон со кој имавте забрана за играта во Македонија, а потоа не воведува во процесот на вклучување во Обединети нации. Сашо, тоа е да знаеш. А потоа Америка и умпреде... Значи, нема спор дека американците се лидери у таа работа, Борјан. И сега можеме за тоа да те аргументирам 30 минути. Оперативно. Во тесна соработа Мастермајндот се британците. Метју Нимич беше негови американец. Џорџ Буш која дојде постариот таткото 89 година, бивши директор на ЦИА, прво што направи проценка што ќе се случува со распадот на Југославија. Истото ова што го говори сега Лорд Робертсон е пред 35 години направено. Види, Балканот има најексплозивна моќ има Македонија. Сашо, а не имплодивна. И затоа е овој цел напор да се... Американците влегува со знаењето и соработката со британците. Знаеш дека до денеска дека нивните служби на сите нивоа се апсолутно партнерски и тоа партнерство ја произведува најсилната политичка моќ во светот. Тоа британско-американско партнерство и оно нема да се раскине. Па една стара огромна империја, една нова империја. Така, и британците ги носат американците, затоа што Британија е тогаш во Европска унија и многу добро гледа што се случува во Европска унија. Ама сега да се вратам и ги носи американците. На контекстот што го разговаравме претходно. Што ќе прави левица со својата антиимпериалистичка позиција? Ништо нема да прави левица со својата антиимпериалистичка. Мора да се преиспитат што они сакаат да прават или ќе маргинална партија со 6-7 пратеници на секои избори, кои што ќе црекаат, ќе викаат, ќе кршат микрофони ако баш ги спровоцираат и така натаму. Значи таму мора да дојде до едно премислување, а мислам дека оваа генерација што ја представува Амар има капацитет. Ја не викам се они да се откажат, да се откажат од глупостите у својата програма. Не, добро, се разбира, да се вратам и ние сме критични кон империални некакви варијанти. Враќањето на британците, а не верувам дека Лорд Робертсон би се потпишал на документ ако тоа е онака колумна која он е, нарачен од Кијар Стармер, од владата, така нема што. Значи тоа е многу добра вест за Балканот и се надевам шанса за негова бидејќи да не влегува во Европска унија со присуство на британците.
нивното умење, знаење и нивниот демократски капацитет, дури ние да се поврземе, дури да се вратиме на некоја идеја од Куќан од 90-ти години, за некаков сојуз меѓу нас, кој ќе функционира во рамките на слободниот пазар на Европа. И сега тука има милион верзии креативни за решавање на тоа. Битно е еднаш од Балканот да се оттргнат национализмите. Они треба да се изолираат. И тоа е поентата на неговиот документ. Меѓу другото, ако го читаше, многу јасно нагласува дека фрустрацијата од Европската унија во Македонија генерира национализам кој оди во преградка на српско-рускиот свет, односно на недемократскиот свет, и тоа е апострофирано во однос на Македонија, чисто како информација за гледачите да the only game in town is ВМРО ДПМН. Добро, да. Мицковски не престанува да говори дека нема намера уопште да било што решава со бугарите. Патем биде речено да не подцениме дека ВМРО ДПМН има конгрес кај што треба да се бираат сега у ноември, мислам дека. Да. И моите извори во партијата, кои што не се неквалитетни, таму се води една подземна битка, во која што веројатно Мицковски ќе победи во таа битка, ама е прашање на колку долг рок. Меѓутоа таму има јасни струи кои што прво е се предизвикани од тоа што види финансиски лошо им стои ситуацијата во државата. Значи они секако добро, пари има колку сакаш во светот, ти знаеш мојата теза. Нема да пропадне влада зашто нема пари, ќе се дозадолжи. Не е тоа проблем. Меѓутоа разбираат дека целата ефикасност, дека целата конзистентност на политиките им се распаѓа. Овие приказки за оваа инвестиција, она инвестиција, ништо нема од тоа. И дека во крајна линија не го фатат ли европскиот пат, а таму има луѓе кои што тоа зад затворени врати многу ревносно го кажуваат. Не кажа името. Дека па се разбира затоа што се тие луѓе кои што имаат, и мислам дека Мицковски наскоро ќе видиме, значи тука негде после Нова година, околу Нова година, после Нова година, што мисли да прави по тие прашања, оти сега еве се завладеа. И сега веќе нема маневарски простор да се каже, види, овие од ова, овие од она, оние, ние, ќе ги, еве сега се владеш. Инаку, Сашо, морам ти кажам нешто, малце парадоксално, бидејќи ја не сум, не сум десничар, многу се помалце националист и се тоа што ВМРО го застапува. Но факт е дека е ВМРО only game in town. Така е. Знаеш зашто? Затоа што ВМРО е единствената политичка структура која има моќта мека да го еманципира ова население тука. Сега ти кажам зошто. Гледам, не знам да се забележал на последните митинзи на ВМРО, нема да видиш Вергина. Се помалку и помалку. Нема мислиш дека тоа е случајно. И како случајно? Затоа што, знаеш, залетот на Мицковски од почетокот од формирањето на влада, дека он со грците тоа сега, нели, па нема Македонија, ние, па не знам што, нели. Знаеш како тече работите. Ја свати реалноста. Па сега испадја дека ете Преспанскиот договор, нели, просто исчезна темата за името. Едноставно исчезна, Сашо. Види, касно ние во емисијава, таа поча ја не се согласувам. Океј, чекај. Какво еманципацијска улога на ВМРО те мола? Еве, во оваа смисла, Сашо. Затоа што да се вратиме до Александар Македонски еманципацијата. Само на овој начин, едноставно ти не гледаш како им прават делит. Друга е дефиницијата ти што сакаш да ја кажеш, а не ја кажуваш. Абе какво името? Друга е дефиницијата. Магаре ќе врземе, ќе гласате за нас. Значи се работи само за елитата во ВМРО, во раководството, што ќе одлучат. Ова другиве што гласаат за нив, ако решат, не па сакам да, тоа не е еманципаторска улога, тоа е баш онака автократска улога. Ама знам, за жал. И тоа е тоа. Тоа е единствениот инструмент за некои 300-400 илјади нивни стабилни гласачи, да, едноставно, бидејќи не можеш да ми објасниш реалноста. Они ја прифаќаат по наредба на партијата. И толку е. Така е, ама тоа не се вика еманципација, тоа се вика наметнување на одредени реалности. Ти кажи добро се.
тоа Како е, сакаш битна е кажи. разликата, него. Како сакаш кажи. Бидејќи не се они у процес на емансипација. Али таа една група голема на луѓе, она нема никако другачие да ги прифати тие процеси, сем ако партијата не и нареди. И сега наеднаш на сите нив им стана и небитно и името, и вергина, и нема проблем. Ако пред тоа се ќе се убива, ќе се Не, коле, не ќе се убива, на тоа Мицкоски ги доби изборите. Имено, Саш. Ветувајќи се дека тоа ќе се врати, ќе се поништи камон. Така е, така е. Тоа е џабе. Така Мислам, е. нормално дека, како да кажам? Слушај, ај за некоја наредна прилика, бидејќи сме веќе 70, ближиме 80 минути во разговоров. Да, доста е. Има еден прочуен американски историчар кој беше и декан на Стенфорд на катедрата за историја. Не е многу стар, мислам, нешто е постар од мене, од нас е 3-4-5 години постар, се вика Стивен Коткин, кој што иначе е експерт за Русија, има напишено една од најдобрите биографии за Сталин и така натаму. Он пред 15 на години објави 6 правила за тоа како може да се дефинира дали некој е автократ или не е автократ. Ама нема да влеземе у тоа сега, да оставиме нешто и за наредните емисии, иначе се многу занимливи и низ тие 6 онака баш сврсти правила, ти можеш да процениш, да речеме сите 6 се применливи за Вучич. Да. Не се сите 6 применливи за Мицкоски. Сите 6 беа применливи за Груевски, кој ќе влеземе у таа дискусија, многу занимливи. За Само крај. да кажем и тоа е она што, знаеш, Има еден коментар, не е лошо да викнете некој од Подгорица или од било каде во Црна Гора, од невладиниот сектор или граѓанските активисти да поразговарате на оваа тема, како се чувствуваат они од наездата на турците и русите. Имаме еден многу квалификуван соговорник кој годамна го планираме да го пријатели сме 30 години, така. А ова не е баш така околу наездата. Ма види, тоа е пропагандата. Тоа е пропагандата. Тоа е пропагандата. И они успеа да наметнат дека во Црна Гора има 100.000 турци. Дека Турција практично ја освојува. Дури види, излегоа со податоци државните институции во Црна Гора. Вчера, завчера ги објавија податоците. 13.000. Тоа е далеко од 130 на 13. Од кои што има таму и кои што се, разбираш, старо население и така натаму, меѓутоа ова е операција која што е една хибридна, тоа е хибридна војна. Хибридна операција против хибридна војна и концепт на мултиетничка, мултикултурна Црна Гора, кој за волја на вистината Ѓукановиќ многу успешно го менаџираше. Да, ама денеска е поделено општество. Точно. Во кое што не доминираат, но се во големо малцинство силиве кои што за Вучич и за српскиот свет гледаат со големи симпатии, не има едноставна приказна. Уште еднаш да поздравиме ова симнувањето на Додик од црната листа. И да му утре, не знам дали пратиш, Нови Сад од вечерва е препол. Да. Забрани железничкиот сообраќај, го укина. Ма пешки отидоа луѓето, пешки одат. И утре тоа ќе биде огромна маса на луѓе. По мене нема да има инциденти. Сем оние кои ќе ги предизвикува, ќе се обидува да ги предизвика државниот апарат, како онаа со звучниот топ и слични некои небулози и будалаштини. Ама како што гледаш, овој 5 пари не дава за тоа колку души излезе. Не, сашто слушај моја изјавата. 5 пари не дава. Не, изјавата се извинувам, многу се кајам за некои мои изјави. Знаеш ли зошто? Знаеш ли зошто? Затоа што се плаши. Да, се тоа во ред, ама јас те прашувам уште колку мирни собири треба да има и уште колку пати пешки ќе се оди од Ниш до Нови Сад за да се постигне некоја промена. Тоа сакам да ти кажам, значи таму ќе мора да се види некаква разрешница која види, никој не посакува немирни разрешници, никој не посакува, меѓутоа овој не мисли без тој притисок да се замине од власт. Он ќе излезе, ќе дае 5 интервјуа, ќе се извини, ќе клекне, све што треба ќе направи, утре па е на власт. Така што мојата прогноза ја не ја знам, Борјан. Јас со емисии говорам дека не знам како тоа таму ќе заврши. Ама знаеш како не може бескрено ти да правиш по 500.000 души на митинг и од тој митинг сите да се дружат до ова до она, да биде се убаво и секој да отиде дома и од утре овој па продолжува. Трае година дена. Па сега. И неверојатно, мислам, ја не би и повеќе од едно време пролетоска, летоска мислевме дека тоа е готово. Да. Едноставно тоа
не Ќе видиме, се надевам дека нема да ни биде главна тема следниот петок на новото издание на Политиканти. Да, а на таа тема имаме, и тоа мислам дека ќе дојде овде во студио, еден исклучително квалификуван соговорник точно на таа тема. Добро, ние практикуваме да не ги кажуваме имињата однапред додека не седат у студио. Добро, Боријан, фала многу за вечерашно издание, да сите што не следат, гледам дека негде околу 800-900 луѓе во живо, што за нас ние не сме Мичо и Мечка да имаме по 6-8 билјани. И така, благодарам да сите, се гледаме следниот петок. Благодарам и од мене за вниманието, се гледам. Само да кажам дека минатиот пат заедно со Мичо и Мечка, онака баш одамна гледам дека има огромна гледаност. Добро, не сме ние на ниво на Апасиев, сега не може да ги достигнеме тие цифри. Да. А веќе на Амар после нас. Не знам, го најави Амар, ќе биде Мичо, па тоа треба да се гледа. Меѓутоа, сакам да кажам, многу убав муабет си направивме, барем вака во студио убаво се чувствувавме. Гледам дека и луѓето што не одгледа, баш ако на уѓадници. Се гледаме следниот петок, ви благодариме. Поздрав.